Со почитуваната Бисера Чадловска денес го имавме утринското кафе, познатата рубрика на нашата Марија Коцева, која што заскоро имаме на лице место, а во моментот ја имаме и нашата Полина Тасева. Не знам како е незе вообичаено, можеби ритуалот со станување. Долги години си ја знаеме и оваа платформа на Телма телевизија секој пат ја користиме да ја дадеме аплауз и поддршка за незиниот музички пат, за нели она што го има како една можеби животна аспирација кон полето на музиката. Полина, ќе те поздравиме од името на цела екипа. Добро утро, ти благодариме што во овие утрински часови прифати. Па јас сериозно, еве толку години се познаваме, не знам кога ти обично биолошкиот часовник. Сега е време да дознаеме. Дали ќе дознаеме сега какви ти се ритуалите? Добро утро уште еднаш. Добро утро, фала ви дечки што ме поканивте, баш ми е драго. Затоа што искрено мислам дека до сега во утринска телевизија толку рано не сум се појавила. Освен тоа што бев кај Марија воедно пред... Да, на утринското кафе, да. Да, така, си пиевме кафе со Марија, иако беше малку подоцна од ова време, но сега до сега сум во ред. Супер. Еве ние го подготвуваме овој детокс обично напиток. Инаку мала куса дигресија за ѓумбирот. Вчера читав за дека најчесто луѓето нели се поради брзиот начин на живот знаеме да си каснеме нешто да едно друго и вела дека шекер, дури некогаш и млечните производи и некои други производи кои што прават подуеност, ѓумбирот, краставицата се дефинитивно двата производи кои што треба да ги внесеме, но со состојки за да немаме подуеност. Така што еве ви добар план за детоксикација. Да, и на ѓумбирот вчера со Тања Турунџиева во кујната правевме нека обична салата. Не успевме да кажем, инаку ја подоцна го пробав и одлично беше. Ѓумбир рендан свеж во мед. Еве Полина и за тебе како предлог. Ова рецепт го знам, да. Да, е поодлично. Да, во тегла мед и рендан свеж ѓумбир. И тоа е тоа. И тоа е тоа. И потоа си го или си гадеш со лажичка или го ставаш така врзуваш и така натака. Добро, завршиме со тој дел во утринските ритуали во смисла на она кое што го правиме денес, кај е составен дел и ѓумбирот од тоа заедно со лимон. И тука би те прашала Полина, дали ти започнува денот со утринско кафе, можеби со некој ваков утрински енергетски пијало кој што дава енергија или што друго е составен дел од твоето утро? Точно, јас исто така ѓумбирот го користам како дел од утринските суплементи или не овоше, зелен, не е важно. Така кога сме кај тој рецепт, ќе се надоврзам на твојот рецепт. Со плюс лимон се ставува тегла и многу е добар за имунитет. За да се пие како чај или како со лажичка. Пола тегла, лимон, мед и ѓумбир свеж и јас навистина. Инаку јас од Сабајлево користам ѓумбирот, ама во прав сега за сега. Затоа што не знам, може би ми малце потешко да го мислам од претходно да го подготувам, така што ми е во прав. Го ставам во млака вода заедно со бибер малку, со куркума и ѓумбир во прав. Ќе работи во една млака вода и пијам некс како детокс, како не знам, се што добро влијае на организмот, според мене. Тоа ми е една пијало наутро. Да, еве тоа што го кажуваш, Полина, сосема супер соодветно се сложува со ова што го правиме ние. Ајде сега вака, ти од таа страна нараторски кажи, сега додаваме куркума малку во детоксот. Куркума во млаката вода, односно кај детоксот. Добро. Тоа ќе ставите. Еве го. Не знам дали пробала на терен, Да, малку со пречки се те слушам, иначе одлично се синхронизира. Да, иначе да, добро е временски, но со пречки како и да е, верувам дека ќе го подобриме тоа. И да се редам нешто. Ајде, ќе почекаме. Обиди се слободно, ние за тоа време Марко, ти само да не претераш со биберот? Да не претерам со водата, или не? Утрински? Океј сме, така? Да. Ако не ти е проблем, малку маслинова ќе ми дадеш. И тоа го знам од Горан. Дека маслинова исто се додава, Полина, чисто да знаеш дека покрај биберот, куркумата, кои што се одлични за поврзување, малку се додава една ступена лажица и маслиново. И маслиново, да. Ова еднаш го пиевме во мали шолички. Повели? Маслиново исто е како лажичка, онака се зима. Добро, да, инаку, знаеш дека последниот период многу луѓе користат и масло од диво оригано и тоа е добро за нели зголемување на имунитетот, ама прилично е и јак. Инаку, не знам, мислам дека не ни одговори кога обично стануваш, Полина?
Како ти се активностите, во колку часот така ти е оптимално? Да, малку подоцна од ова, во секој случај не станувам толку рано, бидејќи работата не ми е таква да бара нешто да станувам толку рано. Исто така и не сум нешто многу љубител на утринското толку рано будење. Така што најчесто ме фаќа 10, искрено 10 11 за. Значи денеска специјално за нас. Денеска се направи исклучок, некаде пред 7:30 да се поврземе на ваков начин и да видиме и малку да позборуваме за утрото, но и за новитетите. Она кое што македонската јавност го знае за тебе е дека ти си магистриран оперски пејач и дека всушност веќе подолго време си во светот на поп музиката. Исто така си дел од битулското кабаре Голд Фелиција, па можеме малку да ете и во тој дел позборуваме во смисла на тоа како течат активностите, што има ново, што би можеле да најавиме, како се одвиваат и настапите во битулското кабаре, со оглед на тоа што би сакале да го искористиме вака нашето утринско будење, кога веќе се разбуди за нас, да можеме да ги информираме гледачите. Секако инаку баш убаво не дека нешто ми е проблем ова, баш ми е драго што се вклучи во вашата емисија. Моментално ова што оди, како што можам да видиме настапот од Макфест. Макфест, така е. Минатата година мислам дека ова беше. Да. Ова е од истата песна што беше на Макфест, мојот видеозапис, песната се вика Стена, на дебютот. Која на прилика во битовското кабаре. За жал не сум толку активна таму, правам пауза, но верувам дека колегите одлично си работат својата работа, бидејќи стана доста популарно последниве 2 години, иако трае 4 години веќе кабарето. Навистина има нон-стоп публика, секој петок и сабота, сите се секогаш воодушевени, им се допаѓа тој концепт на функционирање, каде што можеш да видиш на едно место толку многу изведувачи, пејачи и танчери. Па Полина, ми говоревме со тебе и со другите колеги за се сеќавам нели кабарето кое што го имате и што е прилично популарно. Со оглед на тоа дека мал прекин имавме додека одговори, дали се уште си дел од кабарето, ако добро разбрав, малку помалку од вообичаено? Сега сум на пауза. Ќе бидам посветена на некои други работи, се надевам дека ќе бидам поактивна во операта како што ми е тоа планот за воиднина. Така што успевам да балансирам од двете работи, да се водам во некој мој сопствен ред на нештата музички. Чинам дека токму ова кабаре всушност направи па друга една експанзија, баш се појавите веднаш по короната кога секој од нас бараше можеби некој прибежиште на некој начин повторно се забавува и кога во период некакво отсуство имаше од македонски музички артисти сенски да некако интерпретираат или да се споделат некако нели тоа што го знаат како вештина талент, баш се случи во соодветен момент тогаш кабарето и веќе имаме неколку кабареа популарни во Македонија кои што секој викенд настапуваат во поголеми градови. А кога споделиш, кога ќе споделиш нешто за оперската сцена и тоа популарно пеење, да речеме, како се прави балансот? Се сеќавам во една прилика кога ја слушав и Селин Дион кажува дека нели во едно свое време практикувала многу повеќе опера, меѓутоа нели поради таа можеби нејзина комерцијална успешност веќе се посветува на таа можеби мејнстрим сцена. Тешко е веројатно да се навигираат емоциите и многу е различна веројатно сцената и публиката како реагира на оперско пеење, нешто што е класика, нешто што е неверојатна можеби екзалтација за публиката и за артистот. Додека овде се прават нели други преседани, од сцена, костим, па дали сме модерни доволно за публиката, а треба да ги фатиш сите нели аспекти од можеби модерниот музички свет. Точно така, многу истина, бидејќи и нели самиот момент на разлика на музичкиот правец, тоа што ова е поп музика и самата публика што доаѓа да те гледа како поп артист е една, бидејќи доаѓа плюс и за забава воедно. Во кабарето нели сме со секакви гламурозни костими и тоа изгледа навистина впечатливо, додека во операта имаме друг момент на представување на пеење, каде што е малце посериозно, бидејќи самата музика е сериозна и нормално публиката е поразлична. Но не дека може да балансира да и кабаре и би гледал опера, а околу пеењето и стилот, да, навистина различно сето тоа. Може до одреден степен да се тераат двете работи заедно, но
на крајот од денот секогаш најважно е како пејач како ќе се поставиш, дали сакаш да бидеш во тој период од животот со едното или со другото, да може двете работи во исто времено, но знаеме нели и вие и ние дека се што правиш едно и си посветен максимално е секогаш успешно и подобро него кога правиш повеќе работи во исто време. Ако треба сега да дадеш цврста одлука и мораш да одлучиш, што ќе биде, опера или поп музика? Во моментов Аха. многу сакам да ги работам двете искрено, затоа што на моите 32 години поп естрадата ме повлече, можеби затоа што не знам, добро го правам тоа на тој начин што го правам. Може би си дала уште некоја година искрено, би одбрала поп моментално, за потоа кога ќе бидам позрел пејач, тоа што тално работам и на операта многу поактивно. Се чувствуваш може се уште недоволно истражена во поп сцената? Јас секогаш сакам дека потенцијалот може да расте, да оди се погоре и квалитетот да дојде на уште поголемо ниво, бар јас така за себе се чувствувам. Така никогаш не велам дека до тука дојдам, туку дека секогаш има нешто повеќе од тоа. И мислам дека ќе стигнам до тој степен, се надевам искрено. Да, и обично таквиот став или таквата мисла води кон промени и секогаш позитивни промени или напредок и тоа очигледно е кај тебе се разбира и онако е меѓу другото е информација која што денеска преку ваквото утринско будење можеме да споделиме е престојниот концерт со Битолскиот камерен оркестар, така, па можеме и за тоа да споделиме кога, како, каква ќе биде програмата, кои од останатите колеги исто така е составен дел од овој концерт и се разбира онако што можеби како прилика ќе имаат и можност гледачите да го видат или да бидат присутни. Така, да, Битолскиот камерен оркестар одлично функционира. Ќе не знам, повеќе пати сум настапувала, можда 5 пат, 6 ќе биде овој. Многу ми е драго што сум на некој начин член ќе подолго време и настапувам заедно со нив. Овој пат ќе биде нешто поразлично, затоа што еден голем концерт, голем проект, каде што ќе има околу 9 пејачи, мислам дека не грешам, на едно превио во моментот како може да видите баш на плакатот ги пишува сите имиња, да не успам да не грешам за некој. Ќе биде голем концерт со само до тоа што е, да кажам, Борис Таковски. Не надеваме на голем број луѓе што ќе дојдат да ме гледаат, голем посетеност. Се уште картите се нормално во продажба. Кој датум е, Полина, концертот? Ќе биде на 20 мај. На 20 мај, супер. Тоа е за само 5 дена. Точно така. Во вторник ќе биде поделен концертот како на мислам дека така. Кажа со тоа што едниот ќе биде хитовите од 80-ти и 90-ти, најпознатите, најголемите хитови што пееме. Потоа, како не знам дали видовте, ќе биде гостин Шилер, познат диџеј. Да. Кој што веќе пред настапува со Битолскиот камерен оркестар, сега повторно се враќаат заедно на овој концерт, заедно на сцената, што заедно со диџејот, со Битолскиот камерен, со колегите ќе биде едно необично доживување. Еден поголем концерт што ги карам сите гледачи кои што ме таа гледаат да повелат концертот. И очиваме најголемите хитови, не знам ги пеат заедно рефрените, затоа што веројатно ги знаат тие песни. Да, така беше најавен всушност концертот, Полина, и веќе те надополнам баш како враќање на познатите MTV времиња на едно место токму во Битола. Ти благодариме, ова е сосема совршено, уште еднаш наше будење со тебе да ги поканиме сите 20 мај, тоа е, како што кажавме, за само 5 дена гледано календарски од сега. Полина и голема екипа која што ќе ве чека токму со Битолскиот камерен оркестар во Битола да уживате со безвременските хитови од нели звукот на 80-тите и 90-тите, или секој пат велиме Smells Like 80s или 90s. Така, и се разбирате, посакуваме успех во она кое што го имаш како план и цели за оваа година, но се разбира и подолгоручно, бидејќи од тоа кој што имавме можност да слушнеме,
точно и прецизно знаеш кога и каде или на кој начин би сакал да се реализираш и на која сцена, а ние ќе бидеме во тек за сите новости кои што ете ќе ги имаш и во иднина, па може да се видиме во следно и во студиото. Само кратко прашање за крај, во неколку секунди, бидејќи 40-тото издание на Макфест јубилејно годинава ќе предизвика за многумина да се пријават и да ги става своите песни или на лист и да ги пратат на конкурсот. Дали такво нешто се очекува? Настап? Искрено речеме, да не знам дека е јубилеен, ме подсети сега ти. Бидејќи настапував и лани и полани, па може и ева пети пат веќе како ќе ми дојде, па ќе се пријавам. Прекрасно. Да, прекрасно, бидејќи во 2020 чинам дека доби и награда за најдобар дебитантски настап, веќе 5 години подоцна, да те чекаме секако на голема сцена на ова 40-то јубилејно издание. Полина, голем поздрав и љубов и прегратки од целата екипа. И убав ден. Убав ден ќе ти посакаме. Ден кој што овој пат започна за тебе малку порано, но се надеваме одлично. Поздрав Полина и секој добро, а ние продолжуваме со она кое што ги имаме во нашиот блендер, а кажавме и за рецептот и за тоа каков ефект би требало да има. Ѓумпирот особено во комбинација со лимон, куркума и бибер. Бибер и малку маслинова додадовме. Еве само ќе го измиксаме. И ќе биде совршено за кукувава жолта боја. Мислиш како јајце да... Нема да ни требаат големи чаши, веројатно помали, така? Можеш и... Ајде, еве во овие. Одлучи ти, еве, не е проблем. Да, еве во овие чаши ќе може да си го сервираме нашиот утрински освежителен или енергетски пијалок, природен.